Чека колешката Елизабета Спасеновска со својата гостин или гостинка во редовната рубрика Скопски агол. Елизабета, добро утро. Добро утро. Денеска во Скопски агол ќе издвоиме минути за децата. Се наоѓаме во моментов во издавачкиот центар 3 во книжарницата во Девермало, како што кажа и самиот, а на линк ја имаме Милена Силјановска, уредник во издавачкиот центар 3, која што е денеска во утрински брифинг за да ни раскаже за промоцијата на 3 нови романи за деца, која што ќе се случи на 3 јуни во четврток. Добро утро и добро дојдовте во утрински брифинг. Добро утро. Однапред сакам да ви благодарам од името на издавачки центар 3 на Паблишер за оваа можност и воедно во четврток да го најавам најголемиот настан пред самиот пречек на летниот распуст оваа година. Настанот ќе се случи во четврток во 18 часот, значи на 3 јуни во градски парк на Школка. Станува збор за еден забавен настан, каде што ќе читаме, ќе пееме, ќе се забавуваме и ќе ги промовираме 3 нови книги од 3 доста истакнати автори на македонската книжевна сцена: Јагода Михајловска Ѓоргиева, Винка Саздова и Венко Андоновски. Сето ова е дел од проектот Стела и Сани, кој што Стела и Сани се првите анимирани херои кои што се анимирани од Vertigo Visual, и целиот овој проект е поддржан од Фондот за иновации и технолошки развој. И се ова е еден забавен начин да се децата да учат, меѓутоа и да можат да ја пуштат својата слободна имагинација. Романите се во сите романи истите ликови се провлекуваат, со тоа што се наменети за различни возрасти. Од 8 до 10 години е романот на Јагода Михајловска Ѓоргиева, Звездана џунгла, каде што Стела и Сани се ликови кои излегуваат од книгите и ги придружуваат двата мали херои во авантури во вселената. Потоа од 10 до 12 години Ти носам пустински песок од Винка Саздова, кој што воедно е прв роман за деца и млади од оваа авторка, а исто така имаш Пчела на носот, кој што е роман исто така прв на Венко Андоновски за деца и млади, наменет за тинејџери. Тие се соочуваат со различни авантури кои што децата ќе ги поттикнат кон нови знаења, меѓутоа на начин на кој што ќе го запомнат. А исто така оваа едиција веќе имаме запознаено преку сликовниците, илустрирани од Катерина Ивановска и напишани од Бистра Ѓоргиева. Имавме повеќе сликовници кои што веќе се многу популарни помеѓу децата, исто така и азбуката на македонски и на албански јазик, што значи дека овој проект е навистина веќе познат помеѓу децата и многу добро се одразува во нив. Настанот ќе биде предводен од Игор Ангелов, кој што исто така е една влијателна фигура помеѓу во светот на децата, и ги очекуваме сите мали и големи, почнувајќи од најмала возраст па се до тинејџери и невозрастните. Би сакала, Милена, да ве прашам како се случи соработката со овие автори кои што се истакнати, нели? Меѓутоа, како што и самата кажавте, прв пат пишуваат за деца и тинејџери, од каде се појави интересот кај нив да се обидат и во овој жанр? Јагода Михајловска Ѓоргиева е веќе истакната пишува веќе романи и литература за деца, меѓутоа Винка Саздова и Венко Андоновски, иако изразија желба, сепак и ние сакавме тоа да бидат автори кои што веќе се познати на македонската книжевна сцена, но и самите морам да кажам дека изразија желба и истакнаа дека да се пишува литература за деца е навистина посебен миг. Затоа што тоа воедно треба да биде и едукативно, меѓутоа треба да биде и многу забавно и многу поучно. Така ги повикавте вие децата и тинеџерите, меѓутоа мора да ги повикаме и родителите да дојдат, затоа што дечињата можеби оние помалите сами без родители нема да можат да дојдат, па можеби и родителите ќе се заинтересираат за овој убав настан и не секојдневен, би рекла, затоа што ретко кога се случуваат вака големи промоции, посебно ако станува збор за литература за деца. Има ли интерес, се читали литературата за деца од она што вие како уредник во издавачкиот центар 3 би го забележале?
Литературата за деца на помали возрасти се чита, меѓутоа мислам дека недостасува квалитетна литература за оваа возраст од 10 па се до тинеџерите, кои што се на некој рап, да речам, помеѓу литература за деца и литература за возрастни, така што им требаат книги кои што се прилагодени на она што им се случува во нивните животи. Овој проект е за прв пат, верувам дека и подалеку од нашето подрачје и книжевно подрачје, каде што се работи за истите ликови, како што поминуваат романите, така растат и ликовите. Така што мислам дека е тоа многу важно, тие да се почувствуваат како да припаѓаат на овој свет и да се почувствуваат дека ликовите се на едно нивно исто рамниште. Покрај литературата за деца, би ве прашала и општо каква е културата за читање во денешно време? Дали тоа што поголем дел од нас беа можеби приморани да останат дома поради условите кои ги наметна пандемијата, го зголеми интересот за читање? Да, зголемен е интересот за читање, особено за онаа литература од мотивацијски книги, психологија, па и бизнис и деловна литература. Например, ни стигна Карма од Садгуру, сега тоа е еден новитет кој што навистина многу се бара. Значи, таа духовна литература, филозофија, трилерите исто така, веројатно кога биле затворени дома сите имале потреба некако да се дружат со книгите и морам да бидам искрена дека ете на некој начин таа пандемија и позитивно се одрази врз луѓето, затоа што читањето представува еден начин лекување на душата. Би ве прашала никаде и пред крајот на разговорот што е она што повеќе се бара, македонски или странски автори, затоа што знам дека до неодамна странските автори беа тие кои што беа во предност и водство пред домашните автори. Се уште ли сме во иста ситуација? Да, се уште сме во иста ситуација, меѓутоа во последно време и ние како издавачки центар и Три паблишер се обидуваме да ја истакнеме таа домашна литературна сцена, со тоа што домашните автори малку по малку почнуваат повеќе да навлегуваат во и како дел од светската книжевност, и затоа организираме и средби исто така, овдека во нашите книжарници, минатата среда и предминатата ни беа гости македонските автори, на некој начин да почнеме да ги метнуваме во таа навика за читање, бидејќи читањето на домашна литература е многу поинако да се чита на македонскиот збор, пред се различно се чувствуваат книгите кога ги читаме на македонски јазик. Меѓутоа, од друга страна, преводите исто така се читаат, што значи дека повторно го одржуваме го негуваме македонскиот јазик. Така треба да остане и понатаму. Милина, јас тука некаде ќе ве заблагодарам за денешното вклучување во утрински брифинг. Уште еднаш ќе потсетиме сите кои што се слободни, заинтересирани во четврток на 3 јуни да дојдат во градскиот парк на Школка во 18 часот и да бидат присутни на промоцијата на трите нови романи за деца. Ви благодарам и вам за поканата. Ето така, со овие информации од светот на книгата, повторно се враќаме во студиото и продолжуваме со редовните содржини